19 часот и 30 минути централен дневник на македонската телевизија. Добро вечер. Добро вечер. Во продолжение да ги проследиме насловите на денот. Бан Ки Мун лично ќе ургира кај Самарас за поскоро решение на името. Пред државниот врв, пред пратениците и пред дипломатскиот кор вети помош. До година ќе почне изградбата на хидроцентралите од проектот Злетовица. Ден на жалост во Струмица. Истрагата покажала дека 24 годишна девојка го предизвикала пожарот. Во државниот буџет на Србија има пари за плати и пензии само до август. Старата влада ја оставила на новата пустош во економијата. Јасно е дека имате цел за влез во НАТО и во Европската Унија и знам дека имате пречка. Овој спор за мене е императив и подготвен сум да помогнам за негово решавање. Овде сум со медијаторот Нимиц. Ќе го испратам во Атина да продолжи со напорите за надминување на спорот. Бан Ки Мун со конкретна заложба во македонскиот законодавен дом. Видов многу напредок, видов визија да не се гледа во минатото, туку во иднината. Гледам динамика и посветеност да се оди напред, се обрати првиот човек на светската организација пред пратениците во македонскиот парламент. Вели, вие имате цел, а тоа е за членување во ЕУ и во НАТО, но императив е да се реши проблемот со името. Јас сум посветен да помогнам, да олеснам во решавањето на ова прашање. Јас сум тука со мојот личен пратеник, представник, господинот Нимиц. Ќе го испратам него во Атина за да продолжи со преговорите за ова прашање. Може да сметате на Обединетите нации и во исто време ќе охрабрам премиерот, председателот на државата, председателот на собранието да бидат обединети и посветени да го решат ова прашање. Бан е задоволен од напредокот на Македонија во исполнувањето на милениумските цели. Се почитува законот за еднакви можности, па 1/3 во парламентот се жени. Подобрени се и детските права. Затоа му заблагодари на премиерот Груевски за добрите политики. Јас сум генерален секретар на 193 држави, но секој ден се подсетувам на Македонија преку сликата спроти мојот кабинет, гулабот символ на светскиот мир, од македонскиот автор Васил Ташковски. Првиот човек на светската организација во владата беше примен од премиерот Груевски, кој изразил подготвеност за продолжување на динамизирани разговори со цел изнаоѓање заемно прифатливо решение за името. Доколку не се постигне такво решение, премиерот побарал да се деблокира процесот преку почитување на пресудата од Хаг. Незиното непочитување, според Груевски, представува непочитување на светската организација, која е основач на судот во Хаг. Импресиониран од убавините во Охрид, но конкретен во заложбите. Бан Ки Мун пред пладнето со председателот Иванов во Охрид. На председателот Иванов му потенцирал дека ќе се ангажира за почитување на пресудата на Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Другата страна треба да покаже конструктивност и политичка волја за изнаоѓање заемно прифатливо решение, да не ги минира разговорите со постојано одолговлекување и навлегување во други прашања кои навлегуваат во сферата на индивидуалните човекови права, правото на самоидентификација и на човечкото достоинство. Ова по официјалната средба утрото во вилата Билјана во Охрид со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун го рече председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, при што нагласи дека рамката во која се водат преговорите е дефинирана од Обединетите нации и дека македонскиот јазик и македонскиот идентитет се неспорен факт и реалност и нема да прифатиме да бидат предмет на ниту едни разговори или преговори. Председателот Иванов рече дека било отворено и прашањето за пресудата од Хаг. Секоја земја е должна да ги почитува пресудите на Меѓународниот суд на правдата. Судот ја верификуваше исправната политика на Република Македонија што се однесува за прашањето за името. Затоа тоа нека биде потик за решавање на спорот со името, решение кој нема да биде на ничија штета, решение кој нема да го наруши достоинството, туку напротив, ќе врати довербата меѓу двата народа и двете држави и ќе придонесе за една многу поинаква перспектива на целиот наш регион. Генералниот секретар на Обединетите нации во Охрид најави дека лично ќе се заложи кај грчките власти за забрзување на процесот на преговорите и за почитување на пресудата на Меѓународниот суд на правдата.
Господинот Метјо Нимиц, тој веднаш после оваа посета оди во Грција за да им објасни што ние разговаравме овде, а јас ќе се обидам да стапам во контакт со премиерот Самарас и да помогнам да се забрза овој процес. Пред заминувањето за Скопје, првиот човек на Обединетите нации не ја пропушти можноста да разгледа дел од богатото културно-историско наследство на Охрид. Очекувањата на сите парламентарни партии од посетата на генералниот секретар се деблокирање на процесот за изнаоѓање решение. Посетата на генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун на регионот на поранешна Југославија, вклучувајќи го и Косово, стави печат на политичката и безбедносната транзиција што се случуваше во изминативе 20 години и е сигнал, изјави првиот човек на Собраниската комисија за надворешна политика Милошовски, дека се отвара ново поглавје во кое ќе нема менување на границите, поглавје во кое ќе нема признаени и непризнаени држави и поглавје во кое што регионот во наредните години ќе се обединува во Европската унија. Во однос на спорот со името, очекувањата на сите парламентарни партии од оваа посета на генералниот секретар се деблокирање на процесот за изнаоѓање решение. Очекувам оваа посета да даде позитивен импулс. Ова е еден вид на јавен притисок врз соседна Грција и тие во следниот период да успеат да најдат политичка волја за да го примат на високо ниво амбасадорот Нимиц, за да може македонско-грчкиот диалог да добие на интензитет во периодот пред нас. Ова искажана добра волја за личен ангажман на генералниот секретар на Обединетите нации да се искористи за целосно изнаоѓање и што побрзо изнаоѓање на конечно решение околу спорот за името. Цениме дека е од исклучителна важност тоа што господинот Бан Ки Мун јавно потврди дека лично ќе се заложи за побрзо решавање на спорот за името. Ги поздравуваме нивните напори за решавање на проблемот и спорот со името, а исто така бараме дека да овие средби да се интензифицират во смисол да се реши овој проблем. Бан Ки Мун пред обраќањето во собранието на средба со првиот парламентарец Вејановски. Генералниот секретар, меѓу другото, позитивно ја оценил конструктивноста на Вејановски за упатената честитка до неговиот грчки колега по изборите, како и поканата за средбата што според Бан Ки Мун е уште еден придонес во надминувањето на спорот со името. Ден на жалост во Струмица. Истрагата покажала дека 24 годишна девојка го предизвикала пожарот. Дирекцијата за заштита и спасување со последна информација дека пожарот кој повторно се активираше во Струмичко е локализиран. При гаснењето беа вклучени противпожарните авиони. Струмица денеска жали за своите сограѓани, откриен подметнувачот на пожарот. Во Струмица во текот на денот се регистрирани два нови шумски пожари над градот во непосредна близина на пожарот од пред 2 дена. Во гаснењето на пожарот се вклучени и двата авиони Ер Трактор и Канадари, а на теренот се и припадниците на противпожарната единица од Струмица. Локациите се на непристапни терени, што дополнително го отежнуваше гаснењето. Информациите од теренот сега се дека пожарите се локализирани, а пожарникарите сега ќе се симнат до опожарените површини. Инаку, полицијата го откри лицето, станува збор за 24 годишна струмиченка М, против која ќе биде поднесена кривична пријава за предизвикување општа опасност. Девојката пред 2 дена, меѓу 11 и 12 часот на улица Бошко Буха во Струмица, на околу 50 на метри од последните куќи во кои таа живеела, запалила стари алишта, при што предизвикала пожар од поголеми размери на местото викано Чам Чифлик Нацрс. Денеска во Струмица е ден на жалост за изгубените животи на Блажо и Пено Стојанови. Тие денеска се погребани во родното село Рич. Четворица од лицата што вчера беа приведени во акцијата за убиството на Маријан Тушевски на Киро Јанев заработија 30-дневен притвор. 30-дневен притвор заработија четворицата од 9 минуапсени кои се осомничени за убиството на Тушевски и на Јанев, меѓу нив е и поранешниот шеф на обезбедувањето на Бошковски, Трајковски. На другите 5 мина, меѓу кои се и српските државјани кои се во бегство, им одреден 30-дневен притвор во отсуство, кој ќе важи од денот на нивното пронаоѓање и апсење.
Од судот потврдија дека бил сослушан и Бошковски. За него нема предложено мерка притвор. Тој веќе издржува казна затвор во Идризово. Останатите ќе се бранат од слобода. Сослушувањето на 9 осомничени траело до доцна синоќа. Сите дале исказ пред истражниот судија. 9 лица што ги приведе полицијата во акцијата Ровер е за расветлување на двојното убиство извршено во 2001 во Кафуле во Капиштец. Тушевски беше убиен со 11 куршуми, а Јанев со 1 проектил. Мотив за убиството се нерасчистени финансиски односи меѓу убиените и нарачателите. Групата која го организирала двојното убиство се состоела од 15-мина. 9 приведени се поранешни и актуелни вработени во МВР. Тројцата директни извршители на двојното убиство се странски државјани и се во бегство. Дел од вработените во МВР директно учествувале во организацијата на убиството, а другите осомничени полицајци знаеле и помагале за да се скријат трагите. Шок од регулаторна. Од август струјата е поскапа, а ништо поразлично не е и со цената на парното. Околу 10% ќе бидат повисоки сметките за струја, а за парното за 3,13%. Цената на струјата драстично се зголемува во сите земји на Европската Унија. Македонија и покрај поскапувањето засега има најевтина струја во регионот. Нов ценовен удар по джебот на граѓаните. Регулаторна попушти пред барањата на енергетските компании. Од 1 август ги поскапе струјата за 9,83%, парното за 3,13%. Главни причини за оваа одлука на регулаторите се влошената ликвидност на ЕВН и на ЕЛЕМ и зголемените трошоци за увоз на струја во зимските месеци. Компаниите барале 19,78%, но комисијата го преполовила процентот, а 2/3 од него ќе одат на сметка на ЕВН. Председателот Петров најавува дека ова ќе биде последна корекција на цената на струјата за 2012. Имаме реална можност на крајот на годината да не правиме калкулација доколку нема зголемување на цената, зголемување на трошоците од 5%, кое што исто така ќе треба во една подолга постапка да го докажуваат. Во зимските месеци Елем потрошил повеќе средства за увоз на струја од планираните, но сега обврската за увоз за тарифните потрошувачи се враќа на ЕВН, зашто регулаторно одобрила трошоци од околу 18 милиони евра. Сепак, дистрибутивната компанија покрај ова не е задоволна од зголемувањето. Според регулаторите, таа му должи на Елем за преземената и фактурирана струја за дел од април, како и за мај и јуни. Тековната наплата достигнала 93%, но слабата наплата е проблем на лошото менеджирање во компанијата, вели Петров. Цената на електричната енергија постојано расте на европските и на регионалните берзи, а суровата нафта и природниот газ повторно почна да поскапуваат. Сепак и покрај оваа корекција на цената, Македонија натаму ќе има најевтина струја во регионот. За потсетување, државната дистрибуција беше продадена во време на владењето на СДСМ, иако тогашната опозиција се противеше на оваа продажба. До година ќе почне изградбата на хидроцентралите од проектот Злетовица. Скопски Корчагин повторно на врвот. Најдобро средно училиште. И тоа беше се во ова скратено издание на Дневникот. А овие и останатите содржини ќе ги емитуваме во третото издание на Дневникот на македонската телевизија. А сега ве препуштаме на задоволството наречено фудбалски надпревар помеѓу Вардар и Батај Борисов. Колегите од спортската редакција се на потек. Од нас толку. Пријатна вечер. Пријатно. Добро вечер. Денес повторно имавме малку облачност на небото, без некој значителен дожд, некад успеа на кратко да зароси, но за некој дожд не зборувавме воопшто во текот на денот. Утре ситуацијата е со поголема веројатност за дожд, имено понатаму ќе бидеме под влијание на една мала маса која што носи во себе доста влажност, но како што реков, за врнежи ќе зборуваме во дел од Македонија и тоа во текот на попладневните часови. Во Лондон за отворањето на Олимписките игри за некој ден очекуваме да имаат претежно добро време, иако ќе биде на моменти, би рекол, ситуацијата
тука и таму со можност да заврне, да се надеваме дека нема времето барем да им направи проблеми на организаторите на летните олимписки игри. Се враќаме кај нас утре зборуваме за максимална температура во Скопската котлина до 33 целзиусови степени, северната половина од земјата и поголем дел од крајниот исток очекуваат можност за нестабилност. Температурата во Тетово и Гостивар околу 31 целзиусов степен, Маврово до 23, Дебар до 29 целзиусови степени. Северно и јужно од Осоговските планини температура помеѓу 30 и 32 целзиусови степени, Куманово до 33, можност за нестабилност во овој дел од земјата. За нијанса постабилно сепак без врнежи од дожд, но по некој облак ќе се проврти во Штипско, Овчеполијата и регионот на Велес. Таму температурата ќе има максимална вредност до 34 целзиусови степени, до 35 во Кавадарци, 36 во Демир Капија, најтопло во Македонија, се очекува да биде во регионот на Гевгелија до максимални 37 целзиусови степени, 34 во Радовишко и во Струмичко поле, Берово до 29 во регионот околу Струмица и Малешевијата. Очекуваат утре можност за нестабилност во текот на попладнето. Дојран ќе ужива утре во 35 целзиусови степени максимална температура, 24 малку посвежо во Крушево, Прилеп и Битола околу 32-3 целзиусови степени утре очекуваат, а Охрид и Преспа фино време, температура малку на 30 и околу 30 целзиусови степени, но сепак езерата се веќе добро стоплени, значи потопла е водата со исклучок или нормално на Свети Наум, каде што како што знаеме, е секогаш малку постудена водата. Она што не чека во деновите потоа, мала можност за нестабилност во Македонија во денот петок. Во петок очекуваме максимални 35 целзиусови степени. До 38 во сабота, 39 целзиусови степени во недела и многу висок UV индекс и во сабота и во недела. Уживајте во убавото време на викендот, остануваат уште 2 работни дена, а потоа, како што рековме, ќе уживаме во малку потопол и стабилен викенд. Пријатна вечер и уживајте со богатата спортска програма на македонската телевизија. Почнуваат Олимписките игри, уште еден добар повод да се остане покрај малите ТВ приемници и да се ужива во убавата